Почитувани гледачи, следите емисијата Разговор со повод, а денешен наш гостин е директорот на Управата за јавни приходи Анастасија Елиовска, со која што ќе разговараме за модернизацијата на Управата за јавни приходи, за концептот на Управата за јавни приходи, за наплатата на даноците. Директорке, добре дојдовте во емисијата. Благодарам за поканата најпрвин пред да почнеме со официјалниот разговор околу Управата за јавни приходи, сакам да ги поздравам моите сограѓани и се надевам дека ќе поминат неколку минути слушајќи не корисно за да се запознаат поблиску со оваа институција. Каков е концептот на делување на Управата за јавни приходи со даночните обврзници? Дали е репресивен или едукативен? Дали денеска во Република Македонија имаме добра даночна клима, дали имаме добра наплата на доноците? Така би го започнале разговорот. Така, веќе 3 прашања во едно прашање, но има што да се кажува во овој однос. Најпрвин околу организацијата на Управата за јавни приходи, генерално тоа е институција која што е задолжена да ги собира приходите кои што влегуваат во буџетот, го полнат буџетот и то во еден голем процент. Повеќе од 67% сме задолжени за обезбедување на приходите во буџетот. Многу одговорна задача и многу голем предизвик во една ваква состојба во која што се наоѓа Република Македонија веќе повеќе од 2 години, да се одржи континуитетот и наплатата на приходите. Во тој контекст би споменала дека Управата за јавни приходи како на централно ниво, така и организацијски е поделена по региони. Истите во текот на минатата година беа помал број од 1.1.2017 година. Имаме 2 организацијски единици повеќе, тоа е регионална дирекција Струмица и регионална дирекција Прилеп, за подобро функционирање на Управата за јавни приходи, поблизок пристап и подобра ефикасност и ефективност на наплатата на даноците и секако на услугата до даночните обврзници. И поради тоа новоформираните регионални единици ќе допринесат за подобро функционирање на оваа институција. Како бе вашиот однос кон даночните обврзници? Дали одржувате чести средби, дали применлива е казната или пак применлива е едукацијата за да може да имаме добра даночна клима, односно да знаат даночните обврзници дека тоа навистина му е законска обврска? Да, видете, постојат различни карактеристики на даночни обврзници и може и различно да ги категоризираме. Оние кои што примерно се однесуваат кон законските одредби околу пријавување на даноците, околу плаќање на даноците и така натака. И тие се една друга категорија на даночни обврзници кај кои што имаме партнерски однос. Со тој однос сакаме да им помогнеме во надминувањето на одредени дилеми кои што се јавуваат при нивното работење и секако да го почитуваме навременото нивно постапување во однос на законските процедури, но и да имаме доброволна усогласеност. Што е тоа доброволна усогласеност? Тоа е кога даночните обврзници доброволно пријавуваат и доброволно си го плаќаат данокот. Тие даночни обврзници се различна категорија од оние кои што намерата за нивното регистрирање е некоја друга и често ги избегнуваат ја избегнуваат и ја злоупотребуваат законската регулатива и најчесто недоброволно го пријавуваат и не го плаќаат данокот. Кон нив се однесуваме малку поинаку, со надворешни контроли, со често користење на сите инструменти кои што се дадени во Законот за даночна постапка, се со цел да им предочиме дека нивното однесување мора да се канализира во каналите кои што се регулирани со закон. Така што, средбите со даночните обврзници во периодот од кога сум јас како директор на Управата за јавни приходи се со поголем интензитет, се со цел да од нив да слушнеме што е она што е потребно да се измени во законот, што е она што треба ние како Управа за јавни приходи да го поедноставиме, да го надминиме и така натака. Впрочем, сите промени излегуваат од основата, поточно од даночните обврзници и законите треба да бидат прилагодени на секојдневното работење
на даночните обврзници. За таа цел ние и минатата недела во регионална дирекција Прилеп организиравме една мала средба со даночни обврзници, но тука не застануваме. Такви средби имавме и по другите регионални дирекции, ќе имаме и понатака во текот на идниот месец. И секако, според дејноста која што ја вршат даночните обврзници, ќе организираме такви средби. Рековте и спомнавте дека Прилепот оваа година има регионална дирекција на управата за јавни приходи, значи не е само подрачно оделение. Зашнавте и кажавте дека зошто е тоа потребно, кои региони ги опфаќа и навистина зошто беше потребна ваква измена во Прилеп да стане регионална дирекција? Не е само Прилеп, тука е и регионална дирекција Струмица, кои што претходно беа даночни одделенија, но според бројот на даночни обврзници и според работата, но секако и според обемот на работата кои што го носеа регионална дирекција Битола со општина Прилеп и регионална дирекција Штип со општина Струмица, Гевгелија и така натака, и според препораките од ММФ, ние направивме една друга организациона шема, која што ги формира регионална дирекција Прилеп и регионална дирекција Струмица. Но не беа измените само во тој контекст, беа измените и во друг контекст, внатрешен, околу надлежноста на задачите и процедурите кои што деночните работници ги работат, така што од 1 јануари оваа година по тие препораки кои што ни ги даде ММФ, јас мислам дека многу ќе имаме поголем ефект во нашиот пристап кон даночните обврзници најпрвин, кој што е услужен, партнерски и крајниот ефект да имаме доброволна усогласеност. Кога станува збор за модернизацијата на управата за јавни приходи, често се потенцира електронската алатка за исполнување на врските на даночните обврзници, преку кои се остварува и комуникацијата со управата. Во колкава мерка се имплементира оваа алатка? Годинава велам имавте мал проблем со електронското пријавување на годишните извештаи и завршните сметки. Мене ми е и прашањето дали можат и физичките лица своите даночни пријави да ги поднесуваат електронски, дали треба да се регистрираат исто како правните субјекти, се решили овој проблем бидејќи навистина имаше голем интерес за електронското поднесување на завршните сметки. Да. Како што се движи секојдневно информатичката технологија и современиот свет, така и управата за јавни приходи треба да го следи, поточно да биде секогаш еден чекор понапред. Така што, кога станува збор за поднесување на пријави од страна на правни лица, сите пријави се поднесуваат во електронска форма, преку системот на е-даноци, како годишни извештаи, како ДДВ пријави, но и завршните сметки. Тоа е кога зборуваме за правните лица. Но во тој контекст сакам да напоменам околу со роковите што беа малку пролонгирани, поради тоа што менталитетот наш, иако во голема мера е сменет последниве десетина години, секогаш го чекаме последниот момент за поднесување и во ист момент се поднесуваат ДДВ пријави и годишни извештаи. Годишните извештаи се извештаи кои што се поднесуваат еднаш годишно и во тој момент станува до преблокирање на тој систем, кој што е во фаза на обновување и тоа да потенцирам и поради тоа им дадовме еден рок на малку подолг од даночните обврзници, се со цел да не се плашат дека ќе дојде до некое казнување околу надминување на тие рокови. Кога станува збор за физичките лица, сите физички лица се обврзани да поднесуваат годишни даночни пријави, најдоцна до 15 март, што веќе интензитетот на прием на овие пријави е навистина голем и во текот на март знаеме дека е најголема активност не само на вработените во управата за јавни приходи, туку и на секој еден граѓанин кој покрај плата или пензија остварува некои други приходи по други основи и е должен да поднеси даночна пријава, годишна даночна пријава до 15 март. Истата можат електронски да ја поднесуваат, но во моментов во рамките на управата за јавни приходи се изготвува еден проект кој што исто така софтверски ќе биде поддржан и се надевам дека од 1.1.2018 ќе го користат како управата за јавни приходи, така и секој еден граѓанин.
и ќе имаме во текот на годината од страна на исплатителот поднесување на колку приходи на некое физичко лице исплатиле и колкав данок се платил. Ќе имате увид. Така што, да, уште во текот на годината. Така што некаде ова би требало да отпочне да функционира од 1.1.2018, годишната даночна пријава, која што би требало да ја поднесуваат од 1.1.2019 до 15. март 2019 би била предпополнета даночна пријава. Тоа е навистина една голем проект на кој што интензивно се работи, веќе повеќе од една година. Јас мислам дека рокот 31.12 оваа година ќе биде запазен, така што одиме како институција кон олеснување на поднесување на пријавите, не само за правните лица, туку и за физичките лица како даночни обврзници. Впрочем, и тоа е нашата цел, на полесен и поедноставен начин да ги прибериме податоците, кои што се основа за оданочување на сите даночни обврзници, а даночните обврзници да не им биде дополнителна обврска да го пријавуваат тој данок, туку да едноставно во текот на годината институционално да се реши, поради тоа што веќе од даночните обврзници ги имаме податоците. Значи, крајниот рок спомнавте и вие дека е до 15 март за поднесување на даночните обврзници, даночните пријави на даночните обврзници. Често се поставува прашањето, нешто спомнавте дека оние кои што земаат плати и пензии не мора да поднесуваат даночна пријава. Кои се што треба да поднесат? Имаше нешто спор дека оние што добиле на лото не мора, оние што добиле на спортска мора или нешто слично. Освен добивките кои што приходите поточно, кои што некое физичко лице ги има остварено од игри на среќа, тие податоци ги добиваме во текот на годината и исплатувачот покрај исплатата на добивката на едно физичко лице го исплаќа и персоналниот данок, така што тие физички лица веќе ни се исфрлени од задолжително поднесување на годишна даночна пријава. Но доколку некое физичко лице покрај својата основна плата и пензија оствари приходи по основ на закуп, по основ на договор на дело, авторски права, капитални добивки и сигурно имам уште нешто пропуштено. Во тој случај, тоа физичко лице е должно да поднеси годишна даночна пријава. За таа цел, правното лице, од каде што ги има приходите, остварено минатата година, значи во текот на 2016 е должно на секој едно физичко лице да му достави потврда најдоцна до 31 јануари за неговите остварени приходи и дали персоналниот данок е платен. Така што секој едно физичко лице веќе кај себе би требало да ги има податоците по основ на плата и дополнителни приходи и истите само треба да ги достави заедно со една годишна даночна пријава во сите организациони единици каде што се врши прием на годишни даночни пријави. Да нагласам уште тука дека доколку некое лице е со работа и престои во друга општина, а неговото живеалиште е во општината каде што има документи како лична карта, слободно може да ја поднеси онаму каде што се наоѓа, а ние како Управа за јавни приходи ќе си ја спроведеме до надлежната организациона единица. На ниво на регионот, што го покрива регионалната дирекција Прилеп, колку досега се поднесени годишни даночни пријави, останува уште неколку дена за поднесување. Колку даночни пријави поднесле прилепските обврзници, колку граѓани во Република Македонија очекувате до крајот на рокот да поднесат годишни даночни пријави? Да. Видете, тој број секојдневно е променлив, поради тоа што еве сега само во Скопје вчера примивме околу 4000 годишни даночни пријави. Во сите организациони единици, не само значи во општина Прилеп, туку и во сите даночни одделенија и даночни шалтери што се во рамките на регионалната дирекција Прилеп, како Крушево, Македонски Брод, Неготино, Кавадарци и Велес, се примаат овие годишни даночни пријави.
Уште еднаш да спомнам дека лицата кои што имаат плата и исплата на К15 исто така се обврзани да поднесат годишни даночни пријави. Така што за оваа година бројот ќе биде веројатно тука некаде како и минатата година, заради исплатата и задолжително поднесување на годишна даночна пријава кога имате покрај плата и К15, но се надевам дека со промена на законските одредби за следната година тоа ќе го надминеме, така што лицата кои што имаат само плата и К15 нема да поднесуваат годишна даночна пријава. Иако за оваа година, еве уште еднаш да повторам, останува обврската да поднесат годишна даночна пријава. До сега сте задоволни со процентот, висината на процентот на поднесување на даночни пријави од страна на даночните обврзници? Да, кога станува збор за годишни даночни пријави, да, и знаејќи го менталитетот дека нашите граѓани секогаш, да, последните денови најмасовно ги поднесуваат годишните даночни пријави, но ако гледаме споредбено со минатите години, ние имавме многу поголем број на примени годишни даночни пријави и во февруари месец за разлика од претходните години, така што се движиме кон помислата да не го чекаме последниот рок. Кога станува збор за други даночни пријави кои што ги поднесуваат правните лица, тука веќе имаме огромен процент на навременост, како навремено поднесување на ДДВ пријави, навремено поднесување на годишни извештаи, навремено поднесување на завршни сметки. Тука со еденоците, со електронското поднесување на пријавите, олеснете приемот на пријавите, не само за даночните обврзници кои што не мораат да доаѓаат во просториите на управата за јавни приходи, тоа го прават каде и да се и да имаат само мрежа и интернет и да се вклучат на системот на е-даноци. И веќе кај правните лица е надминато пречекорување на роковите за поднесување на пријавите кон управата за јавни приходи. Но пријавувањето на данокот е различно со она кое што е и плаќање на данокот. Нашата цел и интенција е секако пријавениот данок да биде и навреме платен. За таа цел Законот за даночна постапка ни дава можност на опомена. Значи, најпрви ги опоменуваме даночните обврзници, ги подсетуваме, ги контактираме, дали телефонски или преку интернет, за нивната обврска по основ на некој вид на данок за плаќање и доколку по опомената има некои различности во нивната евиденција, може да дојдат во просториите на управата за јавни приходи да си ја сложат евиденцијата, иако тоа на е-даноци секојдневно го имаат на располагање, да ги надминиме сите нејасноти околу евиденцијата, и дури после, доколку не платат по однос на опомената или решението, ги користиме сите инструменти кои што ни се дадени во Законот за даночна постапка за наплата на долг. И навистина не е коректно едни даночни обврзници навремено да си ги плаќаат своите обврски со поднесување на пријавата или со после добивањето на опомената, а други даночни обврзници, управата за јавни приходи да ги остави да не го плаќаат данокот. Тоа е различно постапување кон даночните обврзници што управата за јавни приходи недозволиво нема да го прави и не го прави. Ние сме со ист начин на постапување кон сите даночни обврзници. Не би сакала да бидат привилегирани оние даночни обврзници кои што не ги плаќаат своите даночни обврзници, даночни долгови, обврски за сметка на даночните обврзници кои што редовно тоа го прават. Значи не сакате да бидете репресивен орган, сакате да бидете едукативен и информативен. Како се движат паричните казни за непочитување на даночните обврски? Нашата функција е да ги обезбедиме приходите, поточно да ги обезбедиме даноците кои што произлегуваат од остварување на приходите на даночните обврзници и тука законот ни нуди различни можности. Како со партнерски однос, како со разговор, со опомена,
И дури после со оние други начини кои што вие ги нарекувате репресивни, тие не се репресивни, тие се инструменти за наплата на даночните обврски кои што правното лице доброволно не ги платило. Значи најпрви не одиме кон доброволна усогласеност, секако за оние даночни обврзници кои што не се придржуваат кон тоа, има инструменти во Законот за даночна обврска, за даночна постапка кои што ни даваат можности како за попис, процена на движен, недвижен имот, одземање на тој имот, средства во банки, хартии од вредност и така натака. Управата за јавни приходи има една пракса да ја истакнува или објавува листата на должници. Дали со ова се постигнува некаков ефект кај несовесните даночни обврзници, носи ли тоа резултати? Има ли ефект кога даночните обврзници не плаќачи на данок ќе бидат истакнати на зидот на срамот? Да. Видете, ние интензивно последниве месеци разговараме и во тек сме на имплементација спротивно на црната листа, бела листа, и од искуствата кои што ги имаат другите земји на воведување на таква листа и интенцијата на секоја една фирма, секој едно правно лице кое што совесно работи и совесно си ги плаќа и навремено даночните обврски, сака да се најде на таа листа. Можеби тоа е еден позитивен пристап за плаќање на даноци и за дисциплинирани даночни обврзници, спротив онаа црна листа која што со закон ние да ја одржуваме и да ја објавуваме секој 10 во месецот. На таа листа се најдуваат најчесто даночни обврзници кои што имаат акумулирано навистина големи даночни долгови и истите поради немање на имот за да им се наплати, тешко може кај нив да се расчисти ситуацијата околу даночните долгови, но за таа цел формирани се комисии за надминување на секој еден случај кога даночен обврзник должи подолг период од 12 месеци долг кон управата за јавни приходи. На тие комисии целта им е даночните долгови да не бидат постари од 12 месеци. Тоа е еден голем предизвик за вработените во управата за јавни приходи, секако и како и за мене, како директор на управата за јавни приходи, но веќе имаме резултати во тој однос за намалување на бројот на даночните обврзници и намалување на долгот на даночните обврзници. Недозволиво е долгот да надмине 10 години и да застари за истиот после, да имаме апсолутна застареност и да треба да го отпишеме. Факт е дека буџетот на Република Македонија се полни се акумулира од даночните обврзници и сега морам да ве прашам како се одвива наплатата на доноците за 2016 година. Задоволни ли сте од наплатата со оглед на тоа што навистина минатата година и предминатата, барем 2 години со ред, имаме една длабока политичка која што проследи со економска криза. Се рефлектираше ли тоа врз даночната политика во планирањето на приходите на државата? Како директор на управа за јавни приходи, јас сум на оваа позиција од јули месец 2016. Сегашниот актуелен министер Кирил Миновски беше на позицијата директор на управа за јавни приходи и можам во тој однос да кажам дека огромен е процентот кој што го остваривме на обезбедување на приходите во буџетот, кои што управата за јавни приходи е надлежна да ги собира, тој процент е 67,13 и ги обезбедивме во износ од 99,47%, што навистина е голем процент кога станува збор за една кризна ситуација, како на политичка, така и на општо економска криза во државава во текот на 2016 година. И една работа сакам тука да потенцирам. Обезбедувањето на 99,47% од приходите кои што требало управата за јавни приходи да ги обезбеди за реализација на буџетот на Република Македонија е едно, тоа е што е планирано.
Но нашата интенција е секогаш да дојдеме колку реално треба приходи да наплатиме, во зависност од она што правните лица го пријавиле. И физичките секако тука, како даночни обврзници. Значи, нашата интенција, освен обезбедување на приходите кои што се планирани во буџетот, е и да стигнеме до реално пријавените приходи кои што даночните обврзници сами доброволно си ги пријавиле. Следниот предизвик е колку реално требало тие да пресметаат и да пријават данок и секако да го платат данокот. Така што одиме кон сите тие чекори, сите тие постапки за доброволна усагласеност, уште еднаш ќе го потенцирам тој термин, доброволна усагласеност на доброволно пријавување и доброволно плаќање на даноците. Каква е функцијата на дирекцијата за големите даночни обврзници, односно што всушност значи тоа во пракса? Да, дирекцијата за големи даночни обврзници во 2016 прослави 10 години од своето постоење. Тоа е дирекција каде што сите големи даночни обврзници по однос на неколку критериуми, како остварени приходи, обрт, број на вработени, потпаѓаат под оваа голема под дирекцијата за големи даночни обврзници. До 2016 ги имавме околу 130, сега оваа година ги имаме 435 даночни обврзници и тоа се големи даночни обврзници. Еве, например, од нашата општина во големи даночни обврзници се Витаминка, Прилепска пивара, конфекцијата Ангел и уште други големи даночни обврзници. И поради малиот број на овие даночни обврзници, со посебно внимание ги третираме овие даночни обврзници. Тие се најчесто дисциплинирани, доброволна усогласеност имаме во голем степен кај овие даночни обврзници, поради тоа што нивната интенција не е затајување на даноци, туку е обезбедување на нови пазари, намалување на трошоците за производство и така натака. И за сите овие даночни обврзници имаме посебен еден даночен работник кој што име како агент, кој што ги сервисира, му излегува во пресед околу сите информации што им се потребни, услуги и така натака, но и со една посеопфатна анализа ги третираме поради тоа што нивниот допринос во буџетот, поточно во остварување на приходите за кои што е задолжена управата за јавни приходи е голем процент, тоа е некаде околу повеќе од 44%. Така што со посебно внимание и третман ги третираме големите даночни обврзници. Директорка, јас ви благодарам за разговорот. Имавме вака еден сеопфатен разговор за се она што се случува во управата за јавни приходи. Во оваа позиција вие првпат сте наш гостин и ви благодарам за честа што не направивте. Значи, можеме да заклучиме, се може да заборавиш, само данок не, нели? Да. Уште оваа година ни е таа парола, сигурно друга парола ќе ни биде следната година. Ја уште еднаш ги повикувам сите, еве сега актуелно е физички лица, да си ја остварат својата обврска за поднесување на годишна даночна пријава. Во годишната даночна пријава најчесто најголемиот процент на пријави веќе е платен персоналниот данок, но тие имаат обврска да ја поднесат годишната даночна пријава. А вас ви благодарам што после долго договарање, еве конечно најдовме можност и време да го реализираме разговорот, секако и во интерес на моите сограѓани. И уште еднаш топол поздрав и благодарам за вниманието на сите оние што не следеа. Почитувани гледачи, ја гледавте емисијата Разговор со повод. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.